Во ова втора задача од прв дел од испитот треба да се нанесе точките А и Б и геометриски и алгебарски да се провери дали точките А и Б лежат на правата, еве ја правата. Значи чекорите ни се да ги нанесеме овие две точки во координатниот систем, да ја цртаме правата во координатниот систем, да геометриски, значи со очи, да видиме дали А и Б лежат на правата и на крај да провераме алгебарски дали лежат на правата. Првата точка ни е А минус 6 минус 2. А е минус 6 минус 2. Значи X е минус 6 и Y е минус 2. X е хоризонтално минус 6, значи одеме налево минус 6, а после ова вертикално, бидејќи е негативно, значи надолу минус 2. Налево минус 6. 1, 2, 3, 4, 5, еве минус 6 гледаме. И надолу минус 2, 1, минус 2, гледаме тука минус 2. Ја цртаме точката и ја означаме со буквата А. Сега имаме втора точка, B, 3, 3, значи B, 3, 3, X е 3, Y е 3. Значи 3 надесно и 3 нагоре. 3 надесно и 3 нагоре. Еве ја точката Б. И ја означаме со Б. Сега треба да ја цртаме правата. Значи ни треба табела и две точки да најдеме. Ваква табела ќе направиме, бидејќи функцијата е експлицитна, тоест y еднакво на нешто, можеме мала колона за x, поголема за y и една за точката која ќе ја најдеме. Значи ова е x, y, x, y. Како што рековме повеќе пати и на час и секаде, секојаш заменуваме x еднакво на 0 за првата точка. Значи имаме y еднакво на минус 1/3 по x, а x ни е 0, значи тука 0 ставаме, плюс 4. Било кој број по 0 е 0, значи ова го нема. И имаме y еднакво на 4. Y еднакво на 4. Значи точката ни е 0, 4. 0, 4. 0 е x, значи не одеме лево-десно, а y, вертикалната, одеме горе 4. И со x ќе го означиме, за да се разликува од овие точки. Значи, првата точка на правата ни е 0,4, таа е ова. Сега, втората вредност за x, можеме да земаме било која вредност, ама најдобро е да го земаме именителот, за да се крати. Значи, ќе земаме x еднакво на 3. Имаме y еднакво на минус 1/3 по x, x ни е 3 плюс 4. Рековме причината зашто ја избравме ова беше за да се крати тука и останава y еднакво на минус 1 плюс 4, односно y еднакво на 3. Со што точката е 3, 3. 3, 3. И баш гледаме во овај случај дека се совпаѓа со точката Б. Значи, правата врви низ овие две точки што се означени со x-ови. Еве ја правата. Дефинитивно А не врви, а дефинитивно Б врви. Тоа е геометриски доказ. Останава алгебарски да се провери дали точките А и Б лежат на правата. Значи, треба да се заменуват ова точка во равенката и да видиме дали е вистинат или не вистинат. Y е минус 2, и прашањето е дали то е еднакво и ова страна треба да се заменува со x еднакво на минус 6. Ова е математички булов символ за дали е еднакво, а на програмски јазици може да се користи еднакво за таков символ. Сега тука сме минус 1/3 по x, x е минус 6 и после плюс 4. И очекуваме да добиваме невистинет тука. Така, ова е за А. Имаме минус 2
дали е еднакво. 3 со минус 6 се крати, се добива минус 2. Значи минус 1 по минус 2 е 2 плюс 4. И прашањето е дали минус 2 е еднакво на 6. И одговорот е не. Или невистина. И тоа е тоа што добивме тука. Значи првиот алгебарски доказ ни е готов. Сега за Б. Имаме y е 3. Дали е еднакво на минус 1/3 по x и тоа е 3 плюс 4. 3 со 3 се крати и останава 1. Значи имаме 3 дали е еднакво на минус 1 плюс 4. 3 дали е еднакво на минус 1 плюс 4 е 3 и одговорот е да, односно вистината. И со тоа ја завршивме задачата.